Советници, ја отварам 50-та седница на Совет на Општина Кавадац закажана за денес. На седницата присуствуваат 19 советници, отсутни нема. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може важно да одлучува по предложениот дневен ред. Дај да ги испразива ги да почетам. Со решението за секујање на днешната седница доставени записи од 49-та седница на Совет на Општина Кавадац закажана за одржана на 13.11.2020 година. Дали има забелешки по записникот од 49-та седница на Совет на Општина Кавадац? Ве молам, кој е за усвојување на записникот од 49-та седница на Совет на Општина Кавадац? Против и издржани нема. Установување се сите 19 за. Ви испразива ги едно? По буџетот ги прозиваме гласата. Колеги советници, пред да констатирам дека записникот од 49-та седница на Совет на Општина Кавадац е усвоен, ви се извинувам што на почетокот не ве прочитав. Ајде сега да одиме поединечно за установување на кворум. Ние по екранот установивме 19 советници, али ради записникот на службите обврска моја е да ве читам поединечно. Иле Кркова. Тука. Магистер Горица Пеливанова Вилхем. Тука. Виолета Димитрова. Тука. Василка Дрварова. Тука. Весна Георгиева. Тука. Развигор Кабрамов. Yes. Да, Митко Камчев. Тука. Анита Гинова Каракутова. Тука. Тука. Душица Крстич. Тука. Божанка Минова. Тука. Тони Нешковски. Тука. Драганчо Николов. Тука. Петар Николов. Тука. Радњански до мене. Ристо Сакалиев. Овде. Стојанов Јосиф. Да. Блаже Тасев. Колегата Блаже беше уклучен. Овде. Трендафилов Никола. Да. И Лазар Туриманџов. Тука. Да. Благодарам. Констатирам дека е усвоен записникот од 49-та седница на Совет на Општина Кавадац. Со решението за секување на днешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата закажана за денес и тоа. Прва точка. Предлог буџет на Општина Кавадац за 2021 година. Втора, предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на Општина Кавадац за 2021 година. Трета, предлог одлука за утврдување за вредноста на бодот за платите на административните службеници за 2021 година. Четврта точка, предлог одлука за утврдување за вредноста на бодот за платите на помошно-техничките лица вработени во Општина Кавадац за 2021 година. Пета точка, предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на вработените во територијалната противпожарна единица во Општина Кавадац за 2021 година. Шеста точка, предлог буџетски календар за подготовка и донесување на буџет на Општина Кавадац за 2022 година. Седма точка, предлог одлука за благајнички максимум на 2021 година. Осма точка, предлог одлука за резервирани средства за експропријација во буџет на Општина Кавадац за 2021 година. Девета точка, предлог програма за работа на Совет на Општина Кавадац за 2021 година. Десета точка, предлог програма за уредување на градешко земјиште на просторот на Општина Кавадац за 2021 година. 11 точка, предлог програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта во Општина Кавадац за 2021 година. 12 точка, предлог програма за работа во областа на располагање со градено земјиште во сопственост на Република Македонија
на подрачјето на општина Кавадаци за 2021 година. 13 точка предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности 2020 година. 14 точка предлог програма за комунални дејности за 2021 година. 15 точка предлог програма за активност на општина Кавадаци во областа на јавно озарено за 2021 година. 16 точка предлог програма за активност на општина Кавадаци во областа на јавна чистота за 2021 година. 17 точка предлог програма за утврдување на отпад на територијата на општина Кавадаци за 2021 година. 18 точка предлог програма за заштита на и благосостојба на животните, третна на бездомни куќиња, односно нерегистрирани и регистрирани куќиња затекнати на јавна површина без присуство на собственик за 2021 година. 19 точка предлог програма за проведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести за 2021 година. 20 точка предлог програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Кавадаци. 21 точка предлог програма за изработка и донесување на урбанистички планови на општина Кавадаци за 2021 година. 22 точка предлог годишна програма за поставување на времени објекти на подрачјето на општина Кавадаци за 2021 година. 23 точка предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на урбанистички планска документација за усогласување на намената на бесправно изградени објекти и намената на земјиште. 24 точка предлог одлука за определување на ширина на крајбрежниот појас на река Миловец и изворите општина Кавадаци опфатена со урбанистичкиот план на село Раец општина Кавадаци. 25 точка предлог одлука за ослободување од плачни радови за утврдување на правен статут на бесправен објект. 26 точка предлог програма за развој на општина Кавадаци за 2021 година. 27 точка предлог програма за развој на невладин сектор на општина Кавадаци за 2021 година. 28 точка предлог одлука за давање на трајно користење без надноместок на движни ствари електронски колички на електромоторен погон за хендикепирани лица на Сдружение на лица со телесен инвалидитет мобилност Кавадаци. 29 точка предлог програма за изменување и дополнување на активност на општина Кавадаци во областа на културата за 2020 година. 30 точка предлог програма за активност на општина Кавадаци во областа на културата за 2021 година. 31 точка предлог одлука за делегирање на надležностите на општина Кавадаци за организирање и реализирање на културни манифестации по програмата за активност на општина Кавадаци во областа на културата за 2021 година на правно лице. 32 точка предлог програма за начинот на поставување и делегирање на надležностите на општина Кавадаци за организирање и реализирање на културни манифестации по програмата за активност на општина Кавадаци во областа на културата за 2021 година на правно лице. 33 точка предлог програма за обележување на годишнини и значајни настани на личности во општина Кавадаци за 2021 година. 34 точка предлог програма за активност на општина Кавадаци во промоција на комуникација со јавноста за 2021 година. 35 точка предлог програма за активност на општина Кавадаци во областа на социјалната заштита за 2020 година. 36 точка предлог програма за активност на општина Кавадаци во областа на здравствената заштита во општина Кавадаци за 2021 година. 37 точка предлог одлука за давање закуп на недвижна ствар на КП број 12709 КО Кавадаци во собствена општина Кавадаци по пат на електронско јавно наддавање зграда 1. 38 точка предлог одлука за давање закуп на недвижна ствар на КП 12709 на КО Кавадаци, катастарска општина Кавадаци во собствена општина Кавадаци по пат на електронско јавно наддавање зграда 6. 39 точка предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба во врска со судски спор број 40/20 поведен пред Основен суд Кавадаци. 40 точка предлог одлука на давање согласност за склучување на судска спогодба број 40/20. 41 предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба број 44/20. 42 точка предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба број 32/20. 43 точка предлог одлука давање согласност за склучување на судска спогодба број 47/20. 44 точка предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба број 43/20. 45 точка предлог одлука за давање
спогодба за склучување спогодба број 3620, предлог 46 точка, предлог одлука за давање согласност склучување судска спогодба број 35/20, 47 точка, предлог одлука за давање за склучување на судска спогодба со број 4520, точка 48, предлог одлука за давање за склучување на судска спогодба број 3220, предлог 49 точка, предлог одлука за давање за трајно користење без надоместок недвижна ствар, деловен простор на ЈП паркинг Кавадаци Кавадаци. 50 точка, предлог одлука за давање согласност за реализација на проектот Ритам на Европа. Точка број 51, предлог одлука за примање на донација на материјални добра од Друштво за производство, трговија и услуги Зока Трейд Доел извоз увоз Кавадаци. 52 точка, предлог одлука за примање на донација од Друштво за производство, трговија и услуги Кошучака Доел извоз увоз Кавадаци. 50 точка, предлог одлука за давање финансиски средства за примање од за транспорт представништво во Кавадаци за изградба на парк на споменик Киро Крстев. 54 точка, предлог одлука за коефициентот на платите на директорите на културните институции основани од општина Кавадаци. 55 точка, предлог за програма за работа на ЈП Комуналец Кавадаци за 2021 година донесено до управниот одбор. 56 точка, финансиски план за 2021 година ЈП Комуналец Кавадаци донесено до управниот одбор. 57 точка, предлог за работа на мали хидроелектрични централи Лукар Доел Кавадаци за 2021 година донесено до управниот одбор. 58 точка, финансиски план за 2021 година донесено од мали хидроелектрични централи Лукар Доел Кавадаци донесено до управниот одбор. 59 точка, одлука за давање на временно користење на движна ствар ЈП парк Кавадаци Кавадаци донесено од управниот одбор. 60 точка, одлука за распродажба на распределба на кумина добивка на ЈП Комуналец Кавадаци донесено од управниот одбор. 61 точка, програма за работа за 2021 година со архивски број 03/2011/3 од 30.11.2020 година на ЈП паркинг Кавадаци Кавадаци донесено од управниот одбор. 62 точка, ценовник за обезбедување на ценовник за одбележување на хоризонтална сигнализација на територијата на општина Кавадаци со архивски број 03/2037/3 од 7.12.20 година донесено од управниот одбор. 60 точка, одлука за примање од ЈП Комуналец Кавадаци на временно користење на движна ствар, машина марка Грако Линелазер 250 со архивски број 03/2037/4 од 7.12.2020 година донесено од управниот одбор. 64 точка, програма за работа за 2021 година на јавна општинска установа библиотека Фетин со архивски број 02/199/3 од 25.11.2020 година донесено од управниот одбор. 65 точка, програма за работа со архивски број 02/437/1 од 18.11.2020 година на јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов Климен Кавадаци донесено од управниот одбор. 66 точка, програма за работа со годишен финансиски план со архивски број 02/44/4 од 17.11.2020 година донесено од јавна општинска установа локален вински музеј на регион Тиквеш Кавадаци за 2021 година донесена од управниот одбор на истоимената институција. 67 точка, програма за финансиски план со архивски број 02/3 од 15.12.2020 година донесена од година за работа на Јадро, подиум Јадро Кавадаци 2021 година донесена од управниот одбор. 68 точка, извештај со архивски број 02/76/3 од 7.12.2020 година за редовното работење на ЈП Јасмин Кавадаци за трето тромесечие за 2020 година донесена од управниот одбор. 69 точка, програма со архивски број 02/76/4 од 7.12.2020 година за работа и развој на ЈП Јасмин Кавадаци 2020 година донесена од управниот одбор. 70 точка, предлог програма за обезбедување на бесплатно користење на лизгалиште за мраз на учениците од основните и средни училишта на општина Кавадаци. 71 точка, барање со архивски број 12/600
6274/1 od 26.11.2020 godine, donesen od Македонски полицијски синдикат. 72 точка. Барање за мислење на Министерството за животна средина, сектор за води, број 11/5/263 од 16.10.2020 година за издавање на дозвола за користење на води од реката Дошница, општина Кавадац за потребите на мала хидроцентрала Барово Долу. 73 точка. Барање за мислење за од Министерството за животна средина, сектор за води, број 11/5/1363/20 од 16.10.2020 година за издавање дозвола за користење на води од реката Дошница, општина Кавадаци за потребите на малите хидроцентрали, на мала хидроцентрала Папрат. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: програма за работа на општинскиот совет за безбедност на сообраќај на патишта за 2020 година. Согласно Деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Дали има против и воздржани? Нема, едногласно. Сите за. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка 101 број 74, програма за работа на општински совет за безбедност на сообраќај на патишта за 2021 година. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадац, предлагам дополнување на дневниот ред на денешна седница и тоа: извештај за работа на јавна општинска установа Локален музеј и галерија Кавадаци за 2020 година, донесен од управниот одбор. Согласно Деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Има ли против и воздржани? Нема, утврдуваме 19 за. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка 101 број 75. Извештај за работењето на јавна општинска установа Локален музеј и галерија Кавадаци за 2020 година, донесен од управниот одбор. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред на денешна седница и тоа со: предлог решение за изменување и дополнување на решението за разрешување и именување на представници во управниот одбор на јавна општинска установа Локален музеј и галерија Кавадаци. Согласно Деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Дали има воздржани и против? Нема, утврдуваме 19 за. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка 101 број 74. Предлог решение за изменување и дополнување на решението за разрешување и именување на представници на управниот одбор на јавна општинска установа Локален музеј и галерија. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешна седница и тоа: предлог програма за волонтери во општина Кавадаци за 2021 година. Согласно Деловникот, молам за изнесување за предложената точка на дневен ред. Кој има ли воздржани и против? Нема, утврдуваме 19 за. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 77. Предлог програма за волонтери во општина Кавадаци за 2021 година. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа: предлог одлука за ослободување од плаќање на доместок за утврдување на правен статус на bespravен објект. Согласно Деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Има ли воздржани и против? Не, утврдуваме едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложение од да се продолжи со точка со реден број 78. Предлог одлука за ослободување од плаќање на доместок за утврдување на правен статус на besправен објект. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред на денешна седница и тоа: предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на вистината на комуналната такса на општина Кавадаци. Согласно Деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој има ли воздржани и против? Не, утврдуваме едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 79. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на висината на комуналните такси во општина Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред на денешна седница и тоа: предлог одлука за субвенционирање на јавна општинска установа Локален музеј за регион Тиквеш Кавадаци. Согласно Деловникот, молам за произнесување по предложената точка на дневен ред. Има ли воздржани и против? Не, констатирам едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 80. Предлог одлука за субвенционирање на јавна општинска установа Локален вински музеј за регион Тиквеш Кавадац.
Согласно член 59 од Одборот за работа на Совет на општина Кавадац и предлагам дополнување на дневниот ред на денешна седница и тоа. Предлог одлука за ослободување за одобрување финансиски средства од буџет на општина Кавадац за 2020 година. Согласно делникот молам за пренесување предложената точка на дневен ред. Има ли воздржани и против? Не, констатирам едногласна одлука. Има ли Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 81. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Кавадац за 2020 година. Согласно член 59 од Одборот за работа на Совет на општина Кавадац предлагам дополнување на дневниот ред на денешна седница и тоа. Измени и дополнување на годишниот план со архивски број 04/638 од 9.12.2020 година за вработување во Основно општинско училиште Страшо Пинџур Кавадац за 2021 година, сум директорот на Основното општинско училиште Страшо Пинџур Кавадац. Согласно деловникот молам за пренесување за предложена точка на дневен ред. Има ли воздржани и против? Не. Констатирам дека е усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 83. Измени и дополнување во годишниот план со архивски број 04/638 од 9.12.2020 година за вработување во Основно општинско училиште Страшо Пинџур Кавадац за 2021 година, донесен од директорот на истоименето училиште. Согласно член 59 од Одборот за работа на Совет на општина Кавадац предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Предлог одлука за давање согласност за правилник. Колеги, се извинувам. Дали има други предлози за измени и дополнување на дневниот ред? Доколку нема, ваквиот дневен ред го ставам на гласање. Има ли против и воздржани? Нема. Утврдуваме едногласно гласање на дневниот ред. Колеги, одиме сега со точките од дневниот ред. Прва точка. Предлог буџет на општина Кавадац за 2021 година. Отварам расправа. Јас, Христо. Колегата Петор Николов бара збор. Повели, колега. Добар ден на сите. Пред да почнам со моето обраќање, најпрво сакам да му посакам на моите колеги советници кои што се позитивни побрзо опоравување и побрзо враќање на своите професионални обврски. Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, во моето денешно обраќање се задржам за сите реализирани проекти од владата на СДСМ во соработка со општина Кавадарци во тековната 2020 година. Најпрво ќе почнам со реконструкција на водоводните линии и атмосферска канализација на улици во село Сопот, финансирани со средства од општинскиот буџет во висина од 2.580.197.000 денари и од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во висина од 14.334.433 денари, или вкупно овој проект е со вредност од 16.914.630 денари. Следно, изградба на велосипедска патека од мостот во село Ваташа до Моклишката воденица, финансиран од општинскиот буџет со сума од 5.225.591 денар и од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој со сума од 29.030.840 денари, или вкупно 34.256.431 денар. Проект за локални патишта финансиран од Министерство за транспорт и врски со вредност од 77.751.735 денари, и тоа за улиците Линденска, Пионерска, Браќа Џунови со првиот повик и Западен булевар и Дисанска по вториот повик. Изградба на дел од главен колектор за отпадни води до прочистителна станица, финансиран од општинскиот буџет со 13 милиони денари и од Министерството за животна средина со 5 милиони денари, или вкупно целата ова инвестиција во вредност од 18 милиони денари. Чистење и уредување на Моклишкото езеро
со средства од општински буџет во висина од 248.425 денари и од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој со сума од 747.740 денари или вкупно оваа инвестиција е во вредност од 996.165 денари. Во врска со намалувањето на аерозагадувањето одобрени се средства од владата во износ од 621.000 денари и тоа за реконструкција на кровот во градинката во село Возарци и за озеленување на површини. За подобрување на социјалните услуги се издвоени средства од Министерството за труд и социјална политика во износ од 9.210.560 денари. Понатаму, за реконструкција на улицата Шишка, средства се обезбедени од општинскиот буџет во висина од 31 милион денари и средства од јавното претпријатие за државни патишта во висина од 22 милиони денари или вкупно овој проект, реконструкцијата на улица Шишка кошта 53 милиони денари. Изградба на мост во село Ваташа, финансиран од Министерството за транспорт и врски заедно со јавното претпријатие за државни патишта во износ од 29.520.000 денари. Реконструкција на винска куќа, финансиран од општинскиот буџет во износ од 3.096.460 денари и од Бирото за регионален развој со сума во висина од 4.453.179 денари или вкупно овој проект реконструкција на винска куќа е во износ од 7.549.630 денари. Врз основа на сите горе наведени проекти од општинскиот буџет се издвоени сума од 55.150.248 денари. Од страна на државните институции се издвоени 192.048.535 денари или се вкупно. Во општина Кавадарци за 2020 година се инвестирани 247.198.783 денари или кажано повеќе од 4 милиони евра. Ваквата соработка помеѓу владата и општина Кавадарци очигледно дава големи резултати. И треба да бидеме пример и за останатите општини. Соработката помеѓу владата и општина Кавадарци ќе продолжи во 2021 година со уште повеќе проекти. Ви благодарам. Колеги, дали друг од колегите некој бара збор по... Да, јас. Божанка Минова, повели колешке. Јас би дала коментар на буџетот, на предлог буџетот на општина Кавадарци, кој што има планирано приходи за 2021 година со 1.049.967.000, од кои што даночни приходи се 184.615.000, Одначе приходи се 223.956.000 кои се должат на опфатот на вишок на средства од јавното претпријатие Комуналец. Планираните расходни по намена се 1.155.717.000. И би се задржала на некои ставки кои што се карактеристични и се за коментар. Имаме зголемување во даночните приходи, тоа во делот на данокот на плати од трговски друштва. Имаме благо намалување на приходи од занаетчество. Данокот на промет на недвижности е намален за разлика од 2022,65 милиона, ова година е 2,45 милиона, најверојатно како рефлексија на состојбата здравствена која што имаме се очекува и помал промет на недвижнини. Значи таа разлика е некаде околу 2 милиона.
Намалување имаме на комунална такса за фирми, комунална такса за користење на улици од возила, значи тие приходи се намалени. Тука само во донациите од специјални услуги забележливо е покачување на очекувани приливи приходи. Во делот на комунална такса на простор пред учење се очекува зголемување од 1,6 милиона кој што бил во 2020 на 2020 на 2,7 милиона во 2021 година. Што се однесува до надоместокот за комунали, значително е зголемен. Во 2020 е 20 милиона, во 2021 се предвидуваат 30 милиона, тоа е 10 милиони разлика. Значи имаме големи очекувања за градби. Неданочни приходи во 2020 е 84,3 милиона, додека во 2021 е 154,7 милиона, кој е во главном резултат на опфатот на средства од јавното предпријатие Комуналец, кој што е во согласно со Законот за јавни предпријатија. Се што не е распределено во тековната година, општината го опфаќа за јавна намена. Тука би ги спомнала и капиталните приходи, продажба на градежно земјиште. Имаме значително зголемување на вредноста од 4 милиона на 20 милиона и согласно Законот за градежно, тоа произлегува од Законот за градежно земјиште за кое се носи програма, која е една од наредните точки, нели, програмата за градежно земјиште, која што земјиште се дава на располагање на општината од страна на Републиката, доделено на општината за да го продава и нормално доколку постојат урбанистички планови за тоа. Ова е солиден извор на финансирање од делегираната надлежност на Републиката да располага со градежно земјиште. Надоместокот од концесии на минерални суровини исто така е значително зголемено, од 5 милиона во 2020, сега во 2021 се предвидуваат 10 милиона, кое што е во согласно за Законот за минерални суровини пренесено финансирање од Министерството за економија на локалната самоуправа. Што се однесува до ставката трансфери и донации, трансфери од републички буџет и трансфери од буџет на фондови, збирно тоа се 62 милиона очекувани приходи, што значи дека Републиката преку владините и министерските програми преку буџетот и буџетите на фондовите, како што се Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието, Јавното предпријатие за државни патишта, Бирото за равномерен развој и други, во значителен дел учествуваат како извор на приход на буџетот на општината. Што се однесува до дотации на општината, од ДДВ имаме намалување од 2,8 милиона, но сметаме дека со донесувањето на Законот за финансирање на локална самоуправа, која што е во процедура, се очекува да се зголеми оваа ставка и нормално да се зголемат дотациите кои што се наменети со пренесени надлежности за образование, детска заштита и друго. Што се однесува до приходи, добра бројка е приходот и од Светска банка, која што е 14 милиона. Забележливо е што овдека во приходи од Европска унија, се мисли на проекти, имаме очекување 0. Но јас сметам дека
во оваа тековна година со апликација на општината по проекти од Европската Унија реално е очекувано битно да се зголемат овие приходи за разлика од претходните години. Бидејќи нашата општина е позната по реализацијата на проекти од ваков карактер. И тука имаме приходи од домашно задолжување, тоа се 118 милиона, тоа се кредитот кој што е наменет за пазар и за кој што ние во тековната 2020 година донесовме одлука. Тоа би сакала да го искоментирам во делот на приходите. Во делот на расходите имаме забележително зголемување во делот ставката на плати. Најверојатно се должи по мое видување за трансформација на работните односи од одредено на неодредено време на државните службеници, за разлика споредбено со намалувањето на износот од привремени вработувања. И тоа е за поздравување. Кај поставката договорни услуги, зголемена е значително вредноста за изработка на детални урбанистички планови, која што во 2020 е 2,1 милиона, сега е 5,6 милиона. И токму јас по оваа ставка имам и еден амандман кој што упатува на тоа да заради задоволувањето на потребите на граѓаните да се зголеми за 1 милионова ставка, што би направила опфат од ставката ЈД комунална изградба. Значи, во образложението еве го приложувам и при тоа и амандманот. Потоа имаме субвенции и трансфери, намалување од 4 милиона и 50 на 3,8 милиона. Сметам дека не е во ред заради кризната состојба, што е последица од зголемувањето на социјални помошти, како што ние нели и имаме амандман, тоа ќе го образложат другите. Би сакала да кажам дека по ставката капитални расходи е најзастапена во буџетот со скоро 260 милиона и со ова на буџетот му дава еден инфраструктурен карактер. Значи, овдека имаме најголем процент на кумулирање на средствата во овој дел на ставка на расходи, кој што е пред се наменет за изградба на улици и тоа, да речеме, во 2020 59 милиона, а сега за изградба на улици се 85 милиона. Реконструкција на улици имаме 40 милиона, а во 2020-2021 веќе имаме 126 милиона. За поздравување и ова што е ставката капацитет за водоснабдување, каде што имаме 9,5 милиона, каде што тука е и планирањето на изградбата на водоводот на Брушани. И сега тука во изградбата на комерцијални објекти од програмата на ЛЕР, каде што ставката други трансфери имаме зголемување на 43 милиона од 32 милиона, со намена за сите области на живење во локалната самоуправа, како што се за спортски друштва, Совет за превенција, Совет за безбедност во сообраќајот, финансиска поддршка на јавното предпријатие спортска сала, јавното предпријатие паркинзи, верски заедници, бесплатно лискалиште и така натаму.
Сега би сакала да дадам коментар и за делот каде што имаме одржување на урбана опрема. Тука се предвидени средства за 2,5 милиона, што е значително зголемување во споредба со 2020, каде што сме имале 1,1 милион. И тие средства во главном се наменети за детски игралишта и фонтани. Меѓутоа, овдека немаме во програмите образложение за кои локации се предвидени ваквите детски игралишта. И би дала коментар за образованието. Тамо во делот на образованието значително се намалени капиталните приходи. Некаде се планираат само 36.000. Моје апелирање да се искористи за капитални интервенции во училиштата, да се искористат оние позиции од Републиката, поточно во Министерството за образование, каде што се определени средства за реконструкција на училиштата. И карактеристично за образованието е што на располагање му се и нови проекти од Erasmus+, каде што самите училишта можат да аплицираат и при тоа да ги искористат европските фондови за унапредување на наставата. Посебно апел има до средното образование, кој што може значително ваквите проекти да дадат инпут во квалитетот на профилирањето на кадрите. Толку имав јас да кажам и благодарам. Благодариме колешки. Дали друг бара збор? Да, јас. Повели Виолета, ви даваме збор. Почитуван градоначалник, председател на Советот, почитувани советници. Врз основа на статутот на општина Кавадарци, на предлогот на буџетот на општина Кавадарци за 2021 година го поднесуваме следниот амандман. Во билансот на расходи во категоријата 47 социјални бенефиции, во ставката 471 социјални надоместоци, во првата подколона од колоната буџет за 2021 година, во одставката 471.110 социјална парична помош, износот 1.800.000 денари се заменува со износот 2.200.000 денари. Во билансот на расходи во категоријата 46 разни трансфери, во ставката 464 разни трансфери, во првата подколона од колоната буџет за 2021 година, во ставката 464.990 други трансфери, износот од 51.890.000 денари се заменува со износ од 51.490.000 денари. Образложението. Со амандманот се предлага да се предвидат средства во висина од 400.000 денари за социјална помош на жртвите од семејно насилство. За жал, во текот на епидемијата, пандемијата на ковидот, бројот на жртвите од семејно насилство во нашата општина е значително зголемен. И уште еден, врз основа на статутот на општина Кавадарци, на предлогот на буџетот на општина Кавадарци за 2021 година, го поднесувам следниот амандман. Во програмата Т1 унапредување на здравствената заштита, износот од 1.500.000 денари се заменува со износот од 2 милиона денари. Образложението. Со амандманот се предлага да се обезбедат дополнителни 500.000 денари кои што ќе бидат за зголемено обезбедување на бесплатни ПЦР тестови, односно брзи тестови за тестирање за COVID-19. Благодарам. Благодариме колешке. Дали друг од колегите некој бара збор?
Радњански за збор, повели колега. Значи, почитуван градоначалник, почитувани советници, служби кои се овде во канцеларијата и останати. Најверојатно и медии, не бидејќи верувам дека ова седница на совет ќе се пренесува. Јас малку би ја прокоментирал програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Кавадарци, особено она што значи руралниот развој, руралниот дел, иако тоа е посебна точка, но сепак бројките или цифрите на средства кои што се овде дадени се гласат во првата точка во буџетот. И сега со едно гледање на ова што значи рурален развој, гледаме Марина 3 милиона и 150 илјади, тоа се нели рурални средини во близината на градот Кавадарци, го гледаме Крњево со 700 илјади, Бокова со 600 илјади, Чемерска со 500 илјади, Долна Бошава со 400 илјади, Фари со 350 илјади, Дабниште со 1 милион, Кошани со 1.300.000 денари, Куманичево со 1 милион за тампонирање, нели, со 1 милион Чесендер за тампонирање и така натаму. Сега дали е техничка грешка или се работи за нешто друго, под точка под азбучен ред или на Р, него гледам селото Радња. И одма ќе го пренесам она што нели Радњани, кои што се сигурно повеќе од 1500 луѓе во Кавадарци коментираат дали градоначалникот е татко на градот. Да, ја му велам, тој е татко на градот, а дали тука спаѓа селото Радња како што овие сите села, да, и па тогаш градоначалникот излева дека е очув на градот. Не знаеме зошто селото Радња е изоставено. Кога беа оние месни заедници, гледавме дека до овие сите села што ги прочитав, овде кај што има издвоено средства, има асфалт и има вода од системот Лукар. Во село Радња ниту има пат, за асфалт да не правиме, да не разговараме воопшто, ниту пак има вода од една чешма што имат направено пред 45 или 50 години преку Сојуз на борците. Значи, во село Радња нема ништо. А колку се капацитетите на тоа село, може да замислите кога ќе видите дека скијачкиот центар паѓа во КО Радња, дека од таа некогашна општина Конопиште сите пиеме вода денес во Кавадарци, од таа општина Конопиште некогашна во Мрежичко и во Конопиште, тука е Горска, тука е Кожовчанка, тука е Изворска. Да не споменуваме дека еве сега ќе се гради една мала проточна хидроцентрала на реката Дошница, она што Радњански го коментираше на неколку седмици, дека има таму невидени можности за развој. Кога велам невидени можности за развој, знаете сите дека едно од ретките комунални предпријатија кој што не е во загуба и кој што одлично функционира, тоа е ЈП Комуналец, благодарение на тоа што имаме 2 или 3 такви проточни хидроцентрали, а имаме можност само да направиме уште неколку. Ете затоа нели и лично сега ќе го повикам и градоначалникот и со еден стручен тим да го посетат таа област која е во општина Кавадарци, да видат кои се можностите за таму. Да не зборувам дека од таму и се грееме сите кавадарчани, да не зборувам дека и многу фирми со дрвопреработувачка токму од таму нели ги користат ресурсите на таа планина. Ние знаеме сите дека буџетот се формира, нели, паричните средства што доаѓаат се од донации, од даноци, такси и така натаму. И се и тие 1500 луѓе се од Кавадарци плаќаат нели даноци, плаќаат такси. Па треба ли да и рекнеме на граѓанска непослушност да не плаќаат повеќе даноци, затоа што гледаме дека систематски со ред деценија и повеќе селото Радња е изоставено. Значи, како може за тампон да се даде 1 милион денара во неколку нели селски, во неколку села, за Радња воопшто да изоставена кога да нема. И затоа беше првичниот коментар. Дали градоначалникот е татко на градот и на сите околу, излева дека за село Радња е очув. Иако нели често пати знаат и да се закарат малку со ни така лути Радњани дека ќе бойкотираат изборите затоа што нема ништо кај нив. Па еве би го замолил градоначалникот во оние ставки што пишуваат, барем да пишува 1 милион денара да има и за Радња. Не можам да негирам
дека градоначалникот со она што значи администрација општинска не издействува да се пробие оној пат со кој што се скрати патот за Радња околу 4 километра. Дека машини работеа таму околу една недела, ама не може да не искоментирам дека со една куќа во Драгожал работи 1 месец. И сигурно ќе треба уште едно 50 или 100 камиони тампон, кој што е таму, значи не треба да се носи од овде. И во контакт со градоначалникот ми беше кажано дека таа работа ќе се среде. Но сакам сепак да биде во програма, нели во некоја ставка или во подставка ставена една сума од барем $1.000.000. Затоа што не може во село Боршево да бара технолошка вода, овде нема ни вода. Ако едно срево од 3-400 метра кој што треба да се, бидејќи тоа веќе е старо срево да се смене, има можност општината нели со толков буџет тоа да го надомести. И би сакал да го чуам коментарот на градоначалникот за да ги избегне оние коментари кои што ги слушам нели во градот дека е очупно овие што се од село Радња и уште еднаш се повторам, нигде овде во овие села го нема, тоа да не постои. Некогаш на мала Москва. Колеги советници, дали уште некој... Не за мене, значи не за мене коментар на градоначалникот, туку за луѓето се потекот што од таму. Не сакам некој да рече Радњански сака да му пушта вода или патам. Не, контра. Тука не сакам. Колеги, дали уште некој бара збор по ова точка? Ако не бара збор, коментарите се позитивни, амандманите ги прочита, а предлагач е советници група СДСМ. Јас мислам дека треба овие колегите од СДСМ да дотурат и коалициони партнери, или тоа што и ние дадовме поддршка. Од мене толку, штом никој не бара збор, даваме на предлагачот на буџетот да се изјасни по прифаќање амандманите и по барањата на советникот Радњански. Повели градоначалник. Почитувани председател на совет, почитувани советници, почитувани стручни соработници во општина, почитувани раководители и наши сограѓани на општина Кавадарци. Прво би ги дискутирал амандманите поднесени од советничите групи. По однос на амандманот кој се предлага средства за зголемување во висина од 400.000 денари да се надополни во делот на социјалната заштита на луѓе жртви на семејни насилства. Во консултација со стручните служби, како амандман, ние можеме да го прифатиме. Во делот на амандманот за зголемување на социјалната, односно на здравствената заштита од $1.500.000 на $2 милиона денари за нашата регионална болница и заштита здравствена на населението на општина Кавадарци, исто можеме да го прифатиме на $2 милиона денари, нормално со образложение понатаки од раководните тела на здравствените институции за нивни потреби кои што ќе ги употребат за јавен интерес на самите граѓани. Во делот на амандманот за зголемување на урбанистичките планови за $1 милион денара, исто можеме да го дополниме од $5.255.000 на $6.255.000. Така да тие амандмани за нас се окей, прифатливи. Во делот на селото Радња, јас сакам само да додадам, да кажам дека Радња почиња на буквата Р, таа што изгледа нема видено буквата Р тука во овие извештај, а може станува збори за техничка грешка за тоа што не е ставено селото Радња. Ќе надополниме со $1 милион денара за село Радња, буџет кој што заедно со местната, односно со заедницата нивна местна, ќе ги тие средства направиме буџетски да се наменат во делот на инфраструктура за селото Радња. Така да сите коментари во делот на и на амандманите и на таа што се за нас како предлагач на буџетот прифатливи. И сакам само за крај да искоментирам дека ниту едно село, ниту една урбана селска заедница во општина Кавадарци не е тргната од видикот на општина Кавадарци,
А во делот на она народното, што го кажа Ташо, дали за некој е татко, за некој очов. Да, јас сум добар татко, меѓутоа ако треба на некој да бидам очов, ќе бидам исти очов и така да таа поворка народна не важи. И очов и татко треба да има рамноправни обврски према оние што си ги земал за последица да ги третира понатаки. Така да, и ако сум очов, ќе бидам исто како татко. Така да благодарам на амандманите и на забелешката, за нас е припатливо. Со она што мислам дека во забелешка во самиот записник треба да влезе, дека овие веќе 3 милиона денара со амандмани ќе ги намалиме од капиталниот проект за брушени и за водоснабдувањето. Тоа ќе се исполни и брушени со средства што ќе ги дообезбедиме накнадно од донации или блок дотации од други институции кои ќе ги побараме. Така да тие 7 милиона кои што мислам дека беа проектирани во буџет ќе бидат 4 и овие 3 милиона ќе ги распоредиме врз основа на амандманите кои ќе беа поднесени и забелешката за технички справка во делот на селото Раец. Благодарам. Радња, се извинувам. Благодариме, градоначалник. По исцрпените дискусии, мене ми е останало да повикам на гласање од точка број 1, по најбитната одлука на Советот на град Кавадарци. Колеги, дали има воздржани и против првата точка? Нема. Утврдуваме едногласна 19 за по предлог буџет на општина Кавадарци за 2021 година. Од мое име, еднаков меѓу вас, големо задоволство е мое, се надевам на градоначалникот и на службите што го изготвиле буџетот, и за едногласната поддршка по точка број 1. Сакате, колеги, да правиме 5 минути пауза по оваа точка или да продолжиме до крај? Колегите околу мене повикуваат 5 минути пауза. Ве замолувам да бидиме, ај нека биди 10 по едно кафе, па потоа продолжуваме. Ретно е кога се гласа буџет, сега се условите такви, со едно кафе, да покажеме задоволство према оние што го изготвуваат, а обврската за реализација останува на службите и градоначалникот. Тие нека му ја мислат како планирали да барват реализација, поддршката од Советот ја имаат безпрекорно со тоа што ние 19 советници едногласно на наше задоволство и задоволство на град Кавадарци даваме поддршка. Давам 5 минути пауза. Колеги советници, продолжуваме, помина паузата и повеќе малку од тоа што требаше. Дали сме присутни? Да. Одиме со втора точка. Предлог одлука за извршување на буџет на општина Кавадарци закажана за општина Кавадарци за 2021 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точки ја ставам на гласање. Има ли воздржани и против? Нема, едногласно. Трета точка, предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на административните службеници за 2021 година. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, точките ја ставам на гласање. Воздржани и против дали има? Нема, едногласно. Четврта точка, предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на помошно-технички лица вработени во општина Кавадарци за 2021 година. Отварам расправа. Никој не бара збор, ја ставам на гласање. Воздржани и против дали има? Нема, едногласно. Пета точка, предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на вработените во противпожарната единица на општина Кавадарци за 2021 година. Отварам расправа, никој не бара збор, воздржани и против нема, едногласно. Шеста точка, предлог буџетски календар за поддршка и донесување на буџет на општина Кавадарци за 2022 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Не бара никој. Одиме со гласање, воздржани и против
Нема. Едногласно. 7 точка. Предлог одлука за благајнички максимум за 2021 година. Отварам расправа. Никој нема разбор. Одиме со гласање. Воздржани против дали има? Нема. Едногласно. 8 точка. Предлог одлука за резервирани средства за експроприација во буџет на општина Кавадарци за 2021 година. Отварам расправа, колеги. Никој нема разбор. Точката ја ставам на гласање. Дали има воздржани против? Нема. Едногласно. 9 точка. Предлог програма за работа на Совет на општина Кавадарци за 2021 година. Колеги, отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој. Одиме со гласање. Дали има воздржани против? Нема. Едногласно. Едногласно за. 10 точка. Предлог програма за уредување на градено земјиште на просторот на општина Кавадарци за 2021 година. Отварам расправа. Колеги, дали некој бара збор? Не бара никој. Одиме со гласање. Дали има воздржани против? Нема. Едногласно за. 11 точка. Предлог програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта во општина Кавадарци 2021 година. Не бара никој збор. Одиме со гласање. Воздржани и против? Нема. Едногласно за. 12 точка. Предлог програма за работа во областа на располагање со градено земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кавадарци за 2021 година. Отварам расправа. Никој не бара збор. Одиме со гласање. Дали има воздржани и против? Нема никој воздржани и против. Сите сме едногласни за. 13 точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за 2020 година. Отправам расправа. Никој нема разбор. Одиме со гласање. Нема воздржани против. Едногласно за. 14 точка. Предлог програма за комунални дејности за 2021 година. Одиме со расправа. Кој бара збор? Нема за збор. Одиме со гласање. Дали има воздржани против? Нема. Едногласно. 19 за. 15 точка. Предлог програма за активност на општина Кавадарци во областа на јавното зеленило за 2021 година. Дали некој бара збор? Нема никој за збор. Одиме со гласање. Дали има воздржани против? Нема. Едногласно. 16 точка. Предлог програма за активност на општина Кавадарци во областа на јавна чистота за 2021 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Нема. Со гласање. Воздржани против? Нема. Едногласно за. Предлог програма за утврдување за управување со отпад на територија на општина Кавадарци за 2021 година. Дали некој бара збор? Не бара никој. Одиме со гласање. Нема воздржани против. Едногласно за. 18 точка. Предлог програма за заштита и благосостојба на животните, третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња затекнати на јавни површини без присуство на сопственик за 2021 година. Дали некој бара збор? Не бара никој. Одиме со гласање. Воздржани и против? Колеги, нема. Едногласно. Благодарам. 19 точка. Предлог програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2021 година. Одиме со расправа. Кој бара збор? Не бара никој. Одиме со гласање. Дали има воздржани против? Нема. Едногласно за. 20 точка. Предлог програма за поставување на урбана опрема на подрачје на општина Кавадарци. Отварам расправа. Никој не бара збор. Одиме со гласање. Дали има воздржани против? Нема. Едногласно. 21 точка. Предлог програма за изработка и донесување на урбанистички планови на општина Кавадарци за 2021 година. Отварам расправа. Никој не бара збор. Одиме со гласање. Воздржани против? Нема. Констатираме едногласна одлука за. 22 точка. Предлог годишна програма за поставување на времени објекти на подрачје на општина Кавадарци за 2021 година. Одиме со расправа. Не бара никој збор. Гласање. Воздржани против? Дали има? Не. Констатираме едногласна одлука за. 23 точка. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на
урбанистички планови, урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на бесправно изградени објекти со намена на земјиштето. Одиме со расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој. Давам гласање. Дали има воздржани против? Нема. Констатираме едногласна одлука за. 24 точка. Предлог одлука за определување на ширината на крајбрежниот појас на река Милевац и изворите општина Кавадаци, опфатена со урбанистичкиот план на село Раец, општина Кавадаци. Одиме со расправа, колеги. Дали некој бара збор? Не бара никој. Против и за. Со гласање нема. Установуваме едногласна одлука. 25 точка. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправен објект. Дали некој бара збор? Не бара никој. Одиме со гласање. Воздржани против нема. Едногласно за. 26 точка. Предлог програма за развој на општина Кавадац за 2021 година. Одиме со расправа. Дали некој бара збор? Нема за збор. Давам гласање кој е воздржан и против. Нема никој. Едногласно за. 27 точка. Предлог програма за развој на невладиниот сектор на општина Кавадаци за 2021 година. Одиме со расправа. Нема никој за збор. Давам на гласање воздржани и против дали има? Нема. Утврдуваме, констатираме едногласна одлука за. 28 точка. Предлог одлука за давање на трајно користење без надомест на движни ствари, електронски колички на електромоторен погон за индивидуални лица на здружение на лица со телесна попреченост, мобилност Кавадаци. Отвараме расправа. Дали доктор ке барате збор? Сакам да ви искашам една огромна благодарност од корисниците, добитниците на овие две инвалидски колички за големата хуманост од страна на градоначалникот и советот на град Кавадарци. Двете момчиња се млади, перспективни, едниот е добар спортист од групата на инвалиди и една огромна благодарност и желба и натаму да помагаме на ваквите луѓе. Благодариме колешки, со надеж дека и нашата волја е да немаме такви луѓе, или кога имаме мора да помагаме максимум. И ќе продолжи општина Кавадаци поддршка на проекти такви. Сега ја ставам точката на гласање. Воздржани и против? Нема. Констатираме едногласна одлука за. 29 точка. Програм за изменување и дополнување на активноста на општина Кавадаци во областа на културата за 2020 година. Дали некој бара збор? Не бара никој. Одиме со гласање. Дали има за и против? Дали има против и воздржани се, извинувам? Нема воздржани, нема против. Констатираме сите за. 30 точка. Програма за, се извинувам, 31. Предлог одлука за оделување на 30 така. 30 точка. Предлог програма за активност на општина Кавадаци во област на културата за 2021 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Нема за збор. Одиме со гласање. Воздржани и против? Нема. Констатираме едногласна одлука за. 31 точка. Предлог одлука за доделување на делегирање на надлежностите на општина Кавадаци за организирање, реализирање на културни манифестации по програмата на активност на општина Кавадаци во област на културата за 2021 година на правно лице. Одиме со расправа. Нема никој за збор. Давам гласање. Дали има воздржани и против? Нема. Констатираме едногласна одлука за. 32 точка. Предлог правилник за начинот на 33-та? Да. Предлог програма за одбележување на годишни. Се извинувам, благодарам колешке, малку ми е терет овој дневен ред подолг. Се извинувам и на граѓаните. Малку и може брзам повеќе од тоа што треба. 33 точка. Предлог програма за одбележување на годишни значајни настани и личности во општина Кавадаци за 2021 година. Отварам расправа. Јас сакам само еден амандман од Комисијата за одбележување на празници и манифестации.
Предлогот е за одбележување на годишни или назначени настани личности на општина Кавадарци за 2021 година врши следно изменување и дополнување. Во делот 1 одбележување на значени настани личности кои што се чествуваат секоја година за месец мај се додава нов настан и тоа 24 мај, денот на сесловенските просветители, е ден кога им одаваме почит на двајцата солунски браќа светите Кирил и Методи, кои во 9 век ја создале првата словенска азбука. Датумот 24 мај избран како ден на словенските просветители, затоа што на таа дата пред 11 века започнала така наречената Моравска мисија, односно мисијата при која светите отци и учители, браќата Кирил и Методи, нам и на сите словенски народи во наследство ни оставија азбуката, писменоста и духовноста. Чествувањето на овој ден ќе се одвива во соработка со основните и средните училишта во општина Кавадарци, а во останатиот дел на програмата останува непроменет. Благодарам, колешке. Прифатено е од наша страна, само давам на гласање дали советниците ќе Јас имам збор. Се извинувам, повели, не реков друг за збор, повели колешке. Јас сакам да се надоврзам на овој амандман. Ова беше предлог со оглед на тоа дека вака значаен датум за кој што се однесува на нашите просветители, досега одбележувањето се засниваше само на еден неработен ден, што мислам дека е далеку од она што треба да се случува на тој ден. Затоа апелирам и до градоначалникот да го поттикне секторот за образование, да направат план и програма за чествување на овој празник и по вертикала да ги поттикнат и самите училишта. Нема да има никакви финансиски импликации ова. Сите училишта, ако заземат учество, ќе биде добро. И уште еден предлог во тој дел да се направи и изготват критериуми за избор на најдобар просветен работник или неколку просветни работници кои што заслужуваат да се наградат за својата успешна работа. Благодарам. Благодарам, колешке. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, и едната колешка и другата има добри намери, издржани намери, ние како совет и комисија тоа ќе го пренесеме на директорите, веројатно и градоначалникот, не веројатно, него сигурно ќе даде поддршка, а значењето да го направиме да биде на едно ниво како што доликува. Сега само сакам да го дадам на гласање, да видиме како, заедно со амандманот, со забелешките од двете колешки и амандманот, да го дадеме на гласање дали советниците даваат зелено светло. Одиме со гласање ова точка, дали има воздржани и против? Нема. Едногласно, 19 за. Одиме со точка број 34, предлог програма за активноста на општина Кавадарци во промоција на комуникација со јавноста за 2021 година. Отварам расправа. Никој не бара збор. Одиме со гласање, нема воздржани и против. Едногласно за. Точка 35. Предлог програма за активноста на општина Кавадарци во областа на социјалната заштита за 2020 година. Овде 20 напишале, техничка грешка, се извинувам. Отварам расправа, дали некој бара збор? Нема за збор, одиме со гласање. Дали има воздржани и против? Нема, констатираме едногласна одлука за. 36 точка, предлог програма за активноста на општина Кавадарци во областа на здравствената заштита во општина Кавадарци за 2021 година. Да не беше претходното 2021, како и да е, службите ќе регулираат. Одиме со расправа по точка број 36. Нема за збор, одиме со гласање, дали има воздржани и против? Нема. Констатацијата е едногласна одлука за. 37 одлука. Предлог одлука за давање во закуп на недвижна ствар на КП број 12709 КО Кавадарци во собствена општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање зграда 1. Колеги, отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој, одиме со гласање. Дали има воздржани и против? Не. Едногласно за. Одиме точка број 38. Предлог одлука за давање
во закуп на недвижна ствар на КП број 12709 КВ Кавадарци во Собствена општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање зграда 6. Отварам расправа. Доколку никој нема разбори, ја ставам на гласање. Дали има воздржани и против? Нема, едногласно за. 39-та точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба во врска со судскиот предмет број 40/20. Отварам расправа, а ве замолувам овие точки што се судски да не ги читам само, да ги гласувам бројките, а вие да одите со гласање. Значи, одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба во врска со судскиот предмет. Па сега како ги давам бројките? Број 40/20 сме едногласно за. Па другата, наредната 40 точка, бројката е 42/20. Дали има воздржани и против? Нема, сме едногласно за. Па истата точка со реден број 44/20, па е судска. Дали има воздржани и против? Нема, сите сме за. 42 точка, судско поравнување, редниот број е 32/20. Дали има против и воздржани? Нема, едногласно за. 43 точка е бројот 47/2. Дали има воздржани и против? Нема, едногласно сме за. 44 точка, судската спогодба е 43/20. Дали има воздржани и против? Не, сите сме за. 45 точка, бројката на судската спогодба е 36/20. Има ли воздржани и против? Нема, едногласно за. Наредната точка 46, бројката е 35/20. Дали има воздржани и против? Нема, едногласно за. 47 точка, 45/20 судската спогодба, едногласно сме за. 48 бројка, 33/20 судска спогодба, едногласно за. Одиме 49 точка, предлог одлука за давање трајно користење без надомес недвижна ствар, деловен простор на ЈП паркинг Кавадарци Кавадарци. Отварам расправа. Доколку никој нема разбор, точката ја ставам на гласање. Има ли воздржани и против? Нема, едногласно за. 50 точка, предлог одлука за давање согласност за реализација на проектот Ритам на Европа. Отварам расправа. Доколку никој нема разбор, точката ја ставам на гласање. Има ли воздржани и против? Нема, едногласно за. 51 точка, предлог одлука за примање на донација на материјални добра од Друштво за производство, трговија, услуги, ЗОКА, Трейд, Доел, извоз увоз Кавадарци. Доставен и вие и амандман. Заедно со амандманот отварам расправа. Нема никој за збор, одиме со гласање. Дали има воздржани против? Нема, едногласно за. 52 точка, предлог одлука за примање на донација од Друштво за производство, трговија, услуги, Кожувчанка, Доел, извоз увоз Кавадарци. Дали има воздржани против? Нема, едногласно за. Нема да отвараме расправа ради тоа што примаме донација. Одиме со точка 53, предлог одлука за примање финансиски средства од буџет. Се извинувам, предлог одлука за примање финансиски средства од ЗУКО Транспорт, представништво Кавадарци за изградба на парк на споменик Кирил Крстев. И овде нема да отвараме расправа, одиме со гласање. Дали има воздржани против? Нема, едногласно за. 54 точка, предлог одлука за коефициентот на платите на директорите на културните институции основани од општина Кавадарци. Одиме со расправа, дали некој бара збор? Не бара никој. Одиме со гласање, дали има воздржани против? Нема, едногласно за. 55 точка. Програма за работа на ЈП Комуналец Кавадарци 2021 година донесена од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Заедничка расправа по сите точки, до 6 точка, а гласањето поединечно. 56 точка. Финански план за 2021 година ЈП Комуналец Кавадарци донесен од управниот одбор. 57 точка. Програма за работа на МХ Мали хидроелектрични централи Лука Доел Кавадарци донесен од управниот одбор. Финански план за 2021 година на МХ ХЕЦ Доел Кавадарци донесен од управниот одбор. Одлука за давање на временно користење движна ствар на ЈП паркинг Кавадарци донесен од управниот одбор на Комуналец. И да видиме 6 точка. Одлука за распределба на акумулирана добивка на ЈП Комуналец Кавадарци донесен од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци донесен од управниот одбор на ЙП Комуналец Кавадарци.
Отварам расправа по сите точки одеднаш. Дали некој бара збор? Не бара никој, одме со гласање. Само ќе ги читам бројките на точките, да не ги повторувам. Бевме до точка број 55. За точка број 55. Дали има воздржани против? Нема, едногласно за. Точка 56. Одме воздржани и против. Нема, едногласно за. 57 точка. Нема воздржани и против, едногласно за. 58 точка. Дали има воздржани и против? Нема, едногласно за. Точка 59. Дали имаме воздржани и против? Немаме, едногласно за. Точка број 60. Ја давам на гласање. Дали има воздржани и против? Нема, едногласно за. Продолжуваме понатомо. Точка број 61. Програма за работа за 2021 година со архивски број 030-2011/3 од 30.11.2020 година на ЈП паркинг Кавадарци, донесено од управниот одбор. Да ги поврзам точките исто како за комуналец на паркинг, одиме поединечно со гласање со заедничка расправа. Точка број 62. Цедновник за одбележување на хоризонтална сигнализација на територија на општина Кавадарци со архивски број 030-2037/3 од 7.12.2020 година, донесен од управниот одбор на ЈП паркинг. И 63-та точка, одлука за примање од ЈП комуналец Кавадарци на времено користење движна ствар машина марка број 250 со архивски број 03-20/37/4 од 7.12.2020 година, донесен од управниот одбор на ЈП паркинг Кавадарци. И до овде одиме сега по бројчано, само ви ги читам бројките, а вие одиме со гласање. Број 61 точка. Одиме со гласање, дали има воздржани против? Нема, колеги, едногласни сме тука за. Одиме со точка број 62, дали има воздржани против? И овде нема, едногласни. И број 63, има ли воздржани и против? Нема, едногласно за. Точка број 64. Програма за работа за 2021 година на јавна општинска установа библиотека Феткин Кавадарци со архивски број 02-199/3 од 25.11.2020 година, донесена од управниот одбор. Отварам расправа, доколку никој не бара збор, точка ја ставам на гласање. Против и воздржани има ли? Нема, едногласни сме за. Точка број 65. Програма за работа со архивски број 02-437/1 од 18.11.2020 година на јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци, донесена од управниот одбор. Отварам расправа, доколку никој не бара збор, точка ја ставам на гласање. Имаме ли против и воздржани? Немаме, едногласни 19 за. 66 точка. Програма за работа со годишна финансиски план. Програма за работа со годишен финансиски план со архивски број 02-44/4 од 17.11.2020 година на јавна општинска установа локален вински музеј за регион Тиквеш Кавадарци за 2021 година, донесена од управниот одбор на истоимената институција. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Колеги, никој не бара збор, одиме со гласање. Има ли воздржани и против? Нема. Констатираме 19 едногласно за. 67 точка. Програма со финансиски план со архивски број 02-02/3 од 5.12.2020 година за работа на подиум Јадро Кавадарци 2021 година, донесен од управниот одбор на истоимената институција. Отварам расправа. Не бара никој збор, одиме со гласање. Има ли воздржани и против? Нема. Констатираме 19 едногласно за. 68 точка. Извештај со архивски број 02-76/3 од 7.12.2020 година за редовното работење на ЈП Јасмин Кавадарци за третото тромесечие за 2020 година, донесено од управниот одбор. Одиме уште една точка поврзана со Јасмин. 69. Програма со архивски број 02-76/4 од 7.12.2020 година за работа и развој на ЈП Јасмин Кавадарци за 2020 година, донесено од управниот одбор. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Нема за збор. Одиме со гласање. 68 точка. Има ли воздржани против? Нема, едногласна констатација со 19 за. 69 точка. Ја ставам на гласање. Дали има против и воздржани? Нема. Констатираме 19 за. Благодарам. Точка број 70. Предлог програма за обезбедување на бесплатно користење на лизгалиште на мраз за учениците од основните и средните училишта во општина Кавадарци. Отпарам расправа.
никој не бара збор. Точката ја ставам на гласање, има ли воздржани и против? Нема воздржани и против, сите се за кога се работи за убава, добра работа за учениците. Благодарам, одиме со точка 71. Барење со архивски број 12/620/6274/1 од 26.11.2020 година од Македонски полицијски синдикат. А заклучокот ви е доставен со сите оние потребни работи и заклучокот го ставам на гласање. Тука даваме да видиме дали има воздржани и против. Ако никој не бара збор, се извинувам. Нема воздржани и против. Констатираме 19 за. Одиме со точка 72. Барање за мислење од Министерство за животна средина, сектор води 11/5/267 од 16.10.2020 година за издавање на дозвола за користење на води од реката Дошница, општина Кавадарци, за потребите на мала хидроцентрала Баров дол. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Колеги, само се извинувам, само една минута пауза, да видам само во материјалот да нема некоја техничка грешка и продолжувам. Јас сум отсутен, само една минута и продолжувам. Серафинова Јулијана, висш работник за правни и административни и општи работи. Благодариме колешке, одиме со гласање. Дали има некој воздржани против? Не. Констатирам 19 за, едногласна одлука. Одиме со точка 77. Предлог програма за волонтери во општина Кавадарци за 2021 година. Одиме со расправа, не бара некој збор, давам на гласање. Има ли воздржани и против? Нема. Констатирам 19 за, едногласна одлука. Одиме со реден број, со точка со реден број 78, предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправен објект. По оваа точка отварам расправа, доколку нема никој за збор, ја ставам на гласање. Има ли воздржани и против? Нема, колеги, едногласна, констатирам едногласна одлука со 19 советници за. Одиме со точка број 79. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на висината на комуналните такси на општина Кавадарци. Отварам расправа. Дали од колегите некој сака да земе збор? Нема. Одиме со, ја давам точката на гласање. Има ли воздржани и против, колеги? Нема. На наше задоволство 19 за. Констатација 19 за, едногласна одлука. Одиме со точка реден број 80. Предлог одлука за субвенционирање јавна општинска установа локален вински музеј регион Тиквеш Кавадарци. Отварам расправа. Заедно со амандманот се подразбира. Ако нема никој за збор, точката ја ставам на гласање. Има ли воздржани против? Нема, едногласно за. 81 точка. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2020 година. Немаме тука расправа, одиме со гласање, воздржани против нема, едногласна одлука за. Одиме со точка 82. Измена и дополнување на годишниот план со архивски број 04/638 од 9.12.2020 година за вработените во Основно општинско училиште Страшо Пинџуров Кавадарци за 2021 година, донесена од директорот на Основно општинско училиште Страшо Пинџуров Кавадарци. Отварам расправа. Никој не бара збор, го давам на гласање. Нема воздржани, нема против. Констатирам 19 за. Одиме со точка број 83. Колеги, се извинувам. Со ова точка го исцрпивме дневниот ред. Јас
Сега како председател на совет, сакам да ви честитам носењето на буџетот на општина Кавадаци, да посакаме овој буџет да се реализира во што поголем процент. Во исто сакам преди тоа што мислам, али ако дојди до потреба, ние до крајот на годината ќе направиме уште една седница. Направивме голем дневен ред за да не се собираме повеќе пати ради ова корона криза, да нема собирање, се донесува добри, битни одлуки. Сакам на советниците, на граѓаните да им посакаме убави празници. Ние како совет и како колеги продолжуваме да се дружиме во она мера во која што дозволува законот. Нема да не работиме до нова година, ние ќе работиме, ако нема официјална средба, а нашата работа не значи само одржување на седница, него и многу други работи што до сега ги работивме. Јас сакам да изразам едно големо задоволство ова година од моите колеги советници. Сакам да им се заблагодарам на координаторите на советничките групи. Некогаш беа агресивни, имаше расправи, ама сето тоа беше насочено за подобри услови на град Кавадарци, на граѓаните. Доблес еден координатор на советничка група да се спротистави на мислење на градоначалник, на председател на совет, па кога ќе се најде заедничко решение, најдобро да се прифати. Била таква полемика, ефектот е сет наклонет према граѓаните. Има голема соработка со локална администрација и голема поддршка на градоначалникот, ради тоа што секогаш сме ја избрале правата страна. Соработката се надева некој во наредна година ќе продолжи. За да не должам многу, јас сакам да ви посакам, колеги, многу здравје. Ако можеме ова корона да ја заборавиме во ова година да биде крај, ќе бидеме сите среќни. Ако не, останува да се бориме максимум против неа. Мислам дека градоначалникот на овој ден, како за мене советник, носење буџет е свечен чин за општината, голема обврска на градоначалникот према граѓаните на град Кавадарци, голема обврска на локалните работници. Исто така, се надевам дека градоначалникот го повикав да го замолам да даде збор, да ги поздрави граѓаните и на него оставам да доси некои препораки како што мисли дека треба. Повели градоначалник. Почитувани, најпрво би сакал да на овој денешен ден, на оваа седница која што одржавме среда, среќен ден, да се заблагодарам за транспарентноста и за објективноста во делот на досегашното работење, меѓутоа и во делот на носењето на буџетот за 2021 година. Како што и сами го видите, буџетот е направен на еден транспарентен, објективен начин со сите можни фактори кои што треба да бидат вклучени од граѓанство, невладен сектор, и ги изброивме оние најдобри работи за нашите граѓани во делот и на културата, и во делот на спортот, на руралниот развој, комуналната инфраструктура, капитални објекти, така да имаме еден солиден буџет. Преостанува од утре натакај, заедно со службите на општина Кавадаци, да имаме голема обврска, да ова сето го спрочиме во реализација. Јас се надевам дека овои неколку денови од декември кои што остануваат работни и од месец јануари 21 веќе наредната година, дека интензивно ќе работиме на припрема на планот за јавни набавки, на пресметки и сите работи кои што треба да го исполниме буџетот и во негова реализација, меѓутоа и во негова реалност во интерес на граѓаните. Посебно е чест и задоволство што овој трети наш буџет кој што е донесен во овој мандат наш, кој што завршува наредната година на крајот, затоа што мислам дека видливи се успесите заеднички во делот на промените во самиот град и во делот на промените на инфраструктурскиот дел на градот, поготово во оној дел кој што е во директен офат на самите граѓани, она што го работи јавното предпријатие, целокупната локална самоуправа со мој општинар, целокупниот дел на секторот на спортот, образованието, во делот на инфраструктурните проекти, во делот на сообраќајот, мислам дека Кавадарци се издигна на едно повисоко ниво. Со овој буџет кој што е веќе поминат на 21 година, мислам дека Кавадарци ќе ги заврши комплетно сите капитални инвестиции кои што треба да ги има еден град и ни останува понатаки здрави живи да
се бориме со нова програма за нов мандат, за да можеме да ги дигаме на повисоко ниво и спортските манифестации, и културните манифестации, меѓутоа и нормално самото урбано живење во град Кавадаци и во општина Кавадаци. Овој буџет кој што го донесете како совет и го изгласавте, доста предвидува и доста има голем удел во делот на руралните средини, како што и претходно спомна колегата Ранјански, сите села се офатени во делот на инфраструктурата да може да ја подобриме во највисоко можно ниво. Така да тоа е еден голем благодет, поготово сега кога сме во една незавидна ситуација со ковид пандемијата, кога не можеме да движиме надворот од нашата држава и кога сите се присетивме на она каде можеме да ги поминеме викенди, каде може да се релаксираме или да на некој начин смениме локација, тоа се нашите села, тоа се нашите туристички излетнички места, тоа се нашите природни убавини кои ќе ги поседува општина Кавадаци и целата држава, така да мислам дека во право време во тој контекст имаме сериозни инвестиции во делот на руралниот развој. Јас како градоначалник ви уверувам дека заедно со службите на општина Кавадаци и со поддршката на граѓаните и со советниците, овој буџет објективно, транспарентно ќе биде во целост реализиран. Исто така, сакам да потенцирам да кажам дека во делот на здравствената заштита, покрај тоа што имаме во буџетот донесено, ние како општина до сега доста учествуваме. Нашите граѓани во општина Кавадаци да максимално ги заштитиме или превенираме во делот на оваа пандемија која што, за жал, однесе многу човечки животи, меѓутоа и опасноста од неа е секој ден се поголема доколку не се придржуваме кон оние препораки на Комисията за заразни болести и на владата која што во вчерашниот ден ги изгласа и се веќе активни. Сакам да посакам за 21 година многу здравје, успех на секој план, на сите советници, на сите служби, на граѓаните на општина Кавадарци. Исто така сакам да препорачам, вие како советници сте јавни личности, исто и сите јавни службеници, да максимално ги поштуваме протоколите и препораките на владата, пошто верувајте дека тие протоколи и препораки не е им лесно и оние што ги носат да ги донесат, пошто знаете ограничувањето на луѓето дека е не популистичка мерка и неблагодарна, меѓутоа кога станува збор дека е во интерес на здравјето на самите жители и на целото граѓанство и на сите жители што ги имаме во цела република, ние мораме да го почитуваме тоа до максимално ниво. Меѓутоа, начинот за прославување и начинот за дружба не преостанува. Еве, доколку се навратиме наназад, ние веќе имаме неколку онлайн седници, не исто како во живо, меѓутоа можеме сепак да си завршиме работа, така да прославувањето не треба да прекине, меѓутоа дека биде во оние фамилиарни окружувања и честитки на начин кој што може да не си донесеме до загрозување на јавното здравје. Ви благодарам уште еднаш. Се надевам дека наредната година ќе имаме поуспешна година, ова пандемија да заврши со завршувањето на годината, да вакцините стигнат што побрзо и кај нас, да бидеме по еластични во делот на комуникацијата и во делот на функционирањето. Како советници, како градоначалник ни останува врската до последниот ден на нашиот мандат, кој што ни го дал граѓанството, ни го дале, да се исполнуваме во врската јавна која што имаме. Така да нема да застанеме со работа до последниот ден, имаме уште многу за работа. Предстојната година не е малку, една година имаме доста работи, доста предизвици, така да мислам дека ќе имаме продуктивна соработка и наредната година. Ви благодарам и се најдобро. Здравје. Колеги, се заблагодарувам на градоначалникот за говорот. Јас седницата ја прогласувам затворена.